Преостанатото време ќе го посветиме, може би не само оваа сабота, може би и следната на сабота на вечер, на одговорот на прашањето дали постои разлика, што значи суштинска, битна разлика помеѓу Стариот и Новиот Завет. Бидејќи библиската поука од пред 3 седмици тврдеше нешто што беше неверојатно за мене. Не очекував дека ќе доживееме повторно поука во која што ќе се тврдат теолошки погрешни работи. Друго е да се прават грешки од брзање, бидејќи времето ги гази и тие што ги ја подготвуваат поуката, и тие што ја преведуваат, и тие сите што ја на сите јазици во сите земји постојат рокови до кога треба нешто да се сработи. Меѓутоа ова не е грешка од таков тип. Ова е чисто непознавање на библиското учење за Стариот и Новиот Завет. Учењето на Џон Си Вагонер за двата завета, што е составен дел на пораката од Минеаполис за оправдување со вера. И представува на некој начин уште една потврда дека дури и денешните водачи на адвентистите на седмиот ден не го разбираат вистинското евангелие. Што не го разбираат, не е само авторот во прашање. Јас не сакам да ни најмалку да се занимавам со авторот, со личноста на тој што ја напишал поуката, бидејќи како него има илјадници. Меѓутоа, самата генерална конференција, незиното саботно школско одделение, да дозволи едноставно вакво нешто, е показател дека и ден денес по 133 години од Минеаполис, адвентистите на седмиот ден не го познаваат вистинското евангелие. Она исто евангелие што Елена Вајт го изедначи, евангелието што Џон Си Вагонер го проповеда во Минеаполис, го поистовети со Христовото и Павловото евангелие. Да видиме, например, во воведот на лекцијата, саботата 29. мај, авторот тврди дека во вториот пасус, во известна смисла може да се каже дека ова важи и за Новиот Завет. Шо? Дека единствената разлика од Стариот е етикетата нов. Бидејќи претходно зборува за еден таков пример. Понатаму во одсекот од неделата, 30. мај, исто така во третиот пасус, да речеме, бидејќи првиот се состои од прашање, вели, јасно е, па 2 точки, Новиот Завет е нешто што не се разликува многу од Стариот Завет, склучен со Израел на Синај. Всушност, проблемот со Синајскиот Завет не се огледувал во фактот дека тој бил стар или застарен. Проблемот всушност бил во тоа што тој бил прекршен. Се сеќавате на ова? Значи, според лекцијата, проблемот на Стариот Завет е само тоа што бил прекршен. Па ако е така, значи претходната реченица дека Новиот Завет не се разликува многу од Стариот Завет, би требало да биде што? Дека Стариот бил прекршен, а Новиот што? Новиот не го прекршуваат. Секој што влегол во Новиот Завет до сега го одржал. Останува енигма. Испаѓа дека се исти. И за жал, поуката тоа го кажува и на трето место во одсекот од среда, 2 јуни, оваа година. Во првиот пасус вели:
Вчера видовме дека Стариот и Новиот Завет во однос на основните елементи всушност се исти. А потоа во болдираниот текст подолу и покрај тоа посланието до евреите го нарекува Новиот Завет подобар завет. Значи на авторот му се јасни стиховите кои што го побиваат неговото учење, но останува енигмата зошто ги прави овие катастрофални грешки. Инаку ова сум го слушнал од други адвентисти во минатото. Меѓутоа, од теолози, вака да речам, може би и со докторат, сеедно, не можам да разберам. Значи, се исполнуваат Павловите зборови. Значи, не е доволно само да се отвори Библија и да се чита. Ако не е човек воден од Светиот Дух, ако не е човек посветен од Светиот Дух, дали имал или немал дипломи, имал или немал факултети, нема да ја разбере Библијата како што треба. Само Светиот Дух може да не води во секоја вистина, како што Исус им рече на учениците. Јас не знам дали се уште Клифорд Голдштейн ги уредува библиските поуки, но се сеќавам во јануари 2007 година, кога се дружев со него во неговата местна црква во Мериленд. Меѓу другото го прашав за Джонс и Вагонер и ми рече, ништо неам прочитано од нив, ништо. И штета, дали од тогаш до сега прочитал нешто во овие 14 години, не знам. Но исто така ми кажа една друга штета, вели што се однесува до толкувањето на библиските пророштва, се согласувам со пионерите на адвентизмот, значи со стариот адвентизам. А што се однесува до Евангелието, сум на страната на Дезмонд Форд и со други зборови. Он рече Дезмонд Форд, значи со други зборови на новата теологија, која што и таа погрешно го толкува Евангелието. Во нашето денешно проучување ќе се позанимаваме со одговорите на овие прашања. Не се сеќавам дали цитирав уште нешто од тогашната лекција. Тука вели, исто така во одсекот од недела 30 мај, Новиот завет е во известна смисла обновен завет. Тоа е завршеток или исполнување на првиот. Авторот меша некои работи. Ако се сеќавате, ние проучувавме тогаш дека човек се спасува во било кое време. Всушност, Вагонер многу нагласил дека е погрешно Стариот и Новиот Завет да се разбираат како различни временски периоди. Значи, и често луѓето велат во Стариот Завет, мислејќи во времето пред Христа или пред крстот. И тогаш, тоа е точно, и тогаш луѓето се спасувале и можеле да се спасат само со благодат, само со вера, како и патриархот Авраам, проучувавме. И сега, бидејќи тоа е исто, бидејќи многу други работи се исти, бидејќи законот Божи е еден теист во било кое време, и мнозина, може би така површно се извлекле заклучок, епа и Стариот и Новиот Завет се исти, епа зашто тогаш се вика Стари Нов Завет? Затоа што Новиот Завет е обнова на Стариот, бидејќи Стариот бил прекршен. И јас се благодарам на сестра Љубица за поуката, може да си ја земе подоцна. Ке одговориме на овие прашања, користејќи само Библија. Нема да користиме ниту Джонс, ниту Вагонер, ниту Роберт Виланд, ниту Джек Секвира, ниту Елена Вајд, нема да користиме ниту не знам кој друг. Да, Шорт. Ке користиме само Библија. Па, на почеток, да почнеме со текстот, каде што Господ прв пат го најавува Новиот Завет и се споменува тој израз,
Новиот Завет. Каде се наоѓа тој текст? Се сеќаваме. Еремија 31 глава, 31 стих, многу лесен за памтење. Еремија 31:31. Значи, се што треба да знаете е Еремија и годината на Христовата смрт и воскресение, 31-та, е бројката и за главата, и за стихот. Ајде да го прочитаме стихот, уште еднаш, или текстот. Ако некој сака музичка точка, да каже на време, радо ќе му отстапиме време. Нов завет со Израел и Јудеја. 31 глава Еремија, 31 стих. Еве настапуваат дни, вели Господ, и ќе склучам со домот Израелов и со домот на Јуда нов завет. Не онаков завет. Забележите, ова е многу важно. Ова го рипа, го скокаат очите на оние што тврдат дека Стариот и Новиот Завет се во суштина исти. Не онаков завет, вели Господ. Како што случив со предците нивни во денот кој ги фатив за раце, за да ги изведам од египетската земја. Тој мој завет тие го нарушија, иеко останав во сојуз со нив, вели Господ. Англискиот превод вели, иеко им бев сопруг. Како вели Константинов, ме интересира. Господар нивни, да. Благодарам, 33 стих, но еве го заветот што ќе го склучам со домот Израелов во по оние дни, вели Господ, ќе го вложам мојот закон внатре во нив и ќе го напишам во срцата нивни. Па јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И 34 стих ќе го прочитаме, бидејќи апостол Павле и него го цитира во посланието до евреите 8 глава. И нема повеќе да учат еден друг брат брата и да зборуваат познајте го Господа, зашто сите тие од мал до голем сами ќе ме знаат, вели Господ, бидејќи ќе им ги простам беззаконијата нивни и за гревовите нивни нема веќе да се сеќавам. Да забележиме некои работи. Прво, дали проблемот со Стариот Завет е само тоа што тој бил прекршен, како што прочитавме од лекцијата? Дали е тоа единствениот проблем со Заветот? Затоа што бил прекршен, па ајде да го обновиме Заветот. Дали е тоа смислата на изразот Нов Завет? Бидејќи го прекршивме Заветот, па, например, денес го обновивме. Дали е тоа Стариот и Новиот Завет? Прво што забележавме е дека Господ самиот прави разлика помеѓу двата завета. Вели дека Новиот Завет што го најавува не е онаков, на почетокот на 32 стих, како што го вклучив со предците нивни на Синајската гора. Меѓутоа, не кажува нешто повеќе, барем не тука, што е тоа што ги правело различни и во што се разликува најавениот Нов Завет, кој што не е онаков, значи е различен од оној на Синај. Лекцијата сама тврди дека, се разбира, цитирајќи го Павла, дека Новиот Завет е наречен подобар завет од Стариот. И со тоа го побива оно што претходно го тврдал. Каде тоа Новиот Завет е наречен подобар
од Стариот Завет. Да. Ќе отвориме и денес можеби ќе имаме време само за текстот во Евреите 8 глава, а со некои други интересни аспекти за двата завета, ако даде Господ, ќе продолжиме и следната сабота на вечер. Да отвориме сега во посланието до Евреите. Може да се чита повеќе глави на таа тема, меѓутоа ние ќе ја читаме само 8 за денес, иако скоро целото послание се занимава со разликите помеѓу Стариот и Новиот Завет, ако така може да се каже. Видите како апостол Павле го започнува оној дел од текстот што ние го викаме 8 глава во посланието до Евреите. Во овој превод гласи првиот стих, па понатаму, а најважното од она што го зборуваме е дека имаме таков првосвештеник кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата. И е служител на светелиштето и на вистинската скинија, што ја постави Господ, а не човек. За ова прочувавме една сабота подоцна, или пред 2 седмици. Третиот стих. Секој првосвештеник се поставува за да принесува дарови и жртви. Затоа беше потребно и тој да има што или нешто да принесе. Се мисли на Исуса. Зашто ако тој беше на земјата, не би бил ниту свештеник. Исус, кој беше од јудиното племе, значи не беше левит по потекло, немаше да има ниту право да биде свештеник според законот. А камоли да принесува нешто, некакви жртви или приноси. Значи, ако тој беше на земјата, 4 стих, не би бил ни свештеник, зашто има свештеници што принесуваат дарови по законот. Тоа се левитските свештеници. И им служат на образот и на сенката на небесните работи, како што му беше речено на Мојсей кога ја подигаше скинијата, односно шаторот. Гледај, рече, да направиш се според образецот што ти беше покажан на планината. Значи, земското светилиште, земскиот шатор, бил направен според образецот, а образецот представува големото небесно светилиште. И сега доаѓаме до за нас интересниот 6 стих. А сега тој доби толку подобра служба, значи оне што немаше да биде ниту квалификуван на земјата да ја има левитската служба во земното светилиште, во земниот храм, бидејќи тој не беше ниту левит по потекло. Сега тој доби многу подобра служба од нивната. И стана посредник на подобар завет. Во што е подобар новиот завет од стариот според апостол Павле? Кој е утврден врз подобри ветувања. Ова е клучната, ова е суштинската разлика што ја споменав уште тогаш. И ова го знаеше Мирко Голубич. Пред 30 години, кога прв пат ги читав основните вистини на Светото писмо, летото 91-та година. Многу месеци пред прв пат да стапнам во овој објект, кој што ниту знаев каде се наоѓа. Мирко Голубич во таа книга имаше една табела, ако се сеќавате, разлика помеѓу Стариот и Новиот Завет. Пример, Стариот Завет е склучен со животинска крв, Новиот Завет со Христова крв. Потоа имаше и наведено некои други разлики. Една од разликите беше и ова. И никогаш не сум ја заборавил од тогаш. Дека Стариот Завет е бил основан
На какви ветувања? На човечки ветувања. Ова е многу битно. А новиот завет, апостол Павле вели дека е утврден врз подобри ветувања. И сега ќе се вратиме на таа тема, бидејќи таа е суштината за разбирањето на разликата помеѓу Стариот и Новиот Завет. Но малку да ја довршиме Павловата мисла во следните стихови, да видиме колку таа драстично се разликува од она што го читавме во поуката. Зашто ако првиот завет беше без недостаток или без мана, тогаш немаше да се бара втор или немаше да има место за некој нареден завет. Значи, проста логика, ако Стариот завет беше совршен завет, без мана и недостаток, дали ќе имаше потреба за нов завет после него? Не. Не. И сега, во продолжение, апостол Павле ги цитира истите зборови што ги читавме во Еремија, но, укорувајки ги, се мисли израелците, вели, ете идат денови, вели Господ, и со домот Израелов и со домот Јудин ќе склучам нов завет. Но не таков завет, каков што случи со татковците нивни во денот која ги фатив за рака, за да ги изведам од земјата египетска, зашто тие не останаа во мојот завет, а и јас ги оставив, вели Господ. Но овој е заветот што ќе му го дадам на домот Израелов во оние дни, вели Господ, ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам. И ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниеден нема да го учи својот ближен, и ниеден братот свој познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат. Бидејќи ќе бидам милостив кон нивните неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. Тука завршува цитатот што и ние го читавме од Еремија до 34 стих. И сега продолжува Павле со зборовите од 13 стих, од последниот од 8 глава. А кога вели нов завет, првиот го направи застарен. Штом најавува нов, значи првиот е каков? Стар. По проста логика. А она што е старо и застарено, близо е до исчезнување. Или близо е до смрт. Интересно. Постои еден друг момент кој што на мнозина исто така не им е јасен. Кога, ако Стариот завет бил стар, значи предумирачка, според Павловата логика тука, илустрација, дали и кога тој умрел, Стариот завет? Бидејќи да се сетиме, ајде да не навлегуваме сега во таа тема. Да се вратиме на 6 стих. Исус Христос во однос на левитското, старозаветното свештенство доби толку подобра служба и стана посредник на подобар завет кој е утврден врз подобри ветувања. Кои се тие ветувања? Тоа што го читавме после овие зборови, апостол Павле го цитира Еремија 31 глава. Значи, ветувањето на Новиот Завет е чие ветување? Божјето. Што ветил Бог? Да. Што ветил Бог за да биде нов завет, а не таков?
како оној на Синај. Значи, ветувањето е тоа. Јас ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам. Тоа е Божието ветување за новиот завет. Тоа е суштината помеѓу стариот и новиот завет. Што значи ова? Значи, Господ ветил, тој ќе ги вреже, ќе ги напише законите своји во мислите нивни. И во срцата нивни ќе ги напише. За да одговори на ова прашање, апостол Павле развива цела една тема во второто послание до Коринтијаните, 3 глава, но со неја ќе се позанимаваме друг пат, подоцна, со таа глава, бидејќи прво треба да објасниме што била суштината на Стариот Завет и како тоа Стариот Завет бил утврден на човечки ветувања. Зошто Господ пак склопил еден таков завет со својот народ, кој што апостол Павле вели дека е завет со недостаток, дека е дефектен, дека е фаличен завет, не е совршен завет. Бидејќи да беше, немаше на новиот, на втор завет да му се бара место, да му се најде место. Ако Стариот Завет е нешто дефектно, еден фаличен завет, нешто што има недостаток, системска грешка, можеме да речеме, на денешен јазик, зашто Господ склопил таков завет, фаличен, дефектен завет со својот народ? Добар одговор. Ако Стариот Завет, дефектот или грешката или маната на Стариот Завет е што тој е основан или заснован на човечките ветувања, тогаш каде го наоѓаме тоа? Во Стариот Завет, односно во делот од Библијата, напишан пред Христа. Се разбира на Синај. Ке отвориме во Излез. Во Излез, јас проверив со помош на компјутерот, се разбира. Ке можев и без компјутер, ама поише време ке ми требаше. Дека зборот Завет во книгата Излез, или втората книга Мојсеева, пред Синај се споменува само на 3 места. Пред Синај, а во Излез, во втората книга Мојсеева, зборот Завет се споменува само на 3 места. И би сакал да ги прочитам сите тие 3 места. Првиот таков стих, првиот стих во втората книга Мојсеева, или Излез, каде што се споменува зборот Завет, е во втората глава, 24 стих, последниот стих од главата. Излез, втора глава, 24 стих. Да, има и 25, се извинам, не го видов. Окјоравуjem и ја од близко. Од далеко одамна сум кјор. 24 стих. И Бог го чу овкањето нивно на евреите како робови во Египет. И се сети Бог
на заветот свој со Авраам, Исак и Јаков. Значи, ова е првото место во Излез, каде што се споменува зборот завет. На кој завет се мисли? Божиот завет со Авраам, Исак и Јаков. Дали е ова Стариот завет? Не. Стариот завет е на Синај, така. Откако бил изведени, откако Господ ги извел за рака, вели, значи, со Божија сила, евреите од египетското робство. Според тоа, Божиот завет со Авраам, Исак и Јаков, дали е исто што и Стариот завет? Дали Авраам, Исак и Јаков живееле во Стариот завет? Не. Зошто не? Што бил Божиот завет со Авраам? Тоа било Божиото ветување, дадено на патриархот Авраам. Се сеќавате како гласиш? И тоа ветување, таму во Битие 15 глава, во посланието до римјаните, апостол Павле коментира и вели дека му поверува Авраам на Бога, на тоа Божјо ветување, и тоа му се засмета во оправдание. Што проучувавме минатата сабота во лекцијата. Значи, Божиот завет со Авраам, Исак и Јаков, со Исак и Јаков само повторување на она што му го ветил на Авраама, е Божиото ветување, е Божиот завет. Завет, тоа вет, коренот на именката, за е само префиксот, значи ветување. Обврзувачко ветување. Може би секој ветување е обврзувачко, меѓутоа зборот завет има поголема сила отколку да се каже обично ветување, бидејќи тоа било нешто како договор, нешто потврдено, запечатено и нешто што било на некој начин официализирање, иако тој глагол запечатено, тоа е вистинскиот збор. Одиме понатаму, следните две места или два текста кои што зборуваат за завет во Излез или втората книга Мојсеева, и двата се наоѓаат во 6 глава. Значи Излез 6 глава. Каде го читаме првото место? 5 стих. Слично како на 2.24, ги чув воздишките на израелските синови кои египтјаните ги измачуваат и се сетив на заветот мој. Не дека Господ заборава, се разбира. Туку тој користи таков човечки речник, човечки начин на изразување. Повторно вели на заветот мој. Значи, тој завет што Господ му го направил на Авраама, па на Исака и Јакова, Господ го нарече мој завет. Мој завет, затоа што е тоа моето Господовото ветување. И кога Господ нешто ветува, еден автор вели, е исто толку добро, како да е веќе исполнето. Всушност, Вагонер го вели тоа, ако не се лажам.
Бидејќи Господ не е заев за да лаже, или било кој друг политикант. Господ не е ниту свештеник, не е ниту политичар, не е ниту проповедник, не е ниту било каков друг смртник или грешник, кој што знае да лаже и кој што многу лаже. Кога Господ нешто ќе вети, е исто толку добро, како да е веќе остварено. Замислете. Дали ова што го читавме, ако веруваме дека Христос умре и воскресна, ако тоа го веруваме, тогаш веруваме дека и упокоените во Христа, тој ќе ги приведе со Него и тие ќе воскреснат. Ако Господ ветил дека ќе го воскресне во последниот ден секој оној кој што е оправдан со неговата праведност, кој што е крстен во неговото име и кој што не ја отфрлил таа вера, не го погазил подоцна Божиот Син и крвта на новиот завет со која е очистен. Како што направија споменатите политичари, и Клинтон лажгото, и Буш лажгото, и Трамп лажгото исто така, и овој денешен лажго. Не се извинувам што го кажувам ова за оние што лажат, бидејќи само правам споредба, нивните лаги се докажани, правам споредба со самиот Господ прави таква споредба. Не, Господ не е човек за да лаже, а вие внимавајте кому му верувате и на кого се надевате, бидејќи истиот Господ рече: проклет да е човек што се надева на човек. Во 6 глава од Излез Господ цитира нешто, му кажува на Мојсија, се цитира самиот себе си. Во 6 стих, например: затоа појди и кажи им на синовите на Израел, велејки: јас сум Господ, ќе ве изведам од египетското робство, ќе ве избавам од насилството нивно, ќе ве спасам со силна рака и со строга казна. Ќе ве земам за свој народ и ќе ви бидам Бог, па ќе познаете дека јас сум Господ Бог ваш, кој ќе ве изведе од египетското робство. Бидејќи се уште се во робство, затоа ги кажу овие зборови во идно време. И ќе ве воведам во онаа земја за која кренав рака, вели, и се заколнав дека ќе му ја дадам на Авраам, на Исак и на Јаков, и ќе ви ја дадам вам во наследство, јас сум Господ. Господ вети, се заколна, се обврза, се заветува. Тоа е значењето на зборот завет. Време е тука да прекинеме, нели? Ова се единствените места во книгата Излез пред
доаѓањето на Синај, пред улогорувањето на Израел под Синај, под Синајската гора, каде што се споменува зборот завет, каде што Господ споменува завет во книгата Излез или втората книга Мојсеева. Дали знаете кој е следното наредно место во Излез, каде што Господ го споменува изразот Мој завет? Излез или втора книга Мојсеева. Следното место е во 19 глава, дури во 19 глава, тогаш кога Израел е веќе улогорен под Синај, одамна веќе цели месец дена ослободен од египетското робство. И тука ќе ги прочитаме овие прекрасни зборови, кои што неодавна исто така ги читавме. Кога стигнаа под Синај, 3 стих од 19 глава вели: И Мојсей се искачи кај Бога и му се јави Господ велејки: кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите на Израел. Сами видовте што им направив на египјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. Па сега, ако го слушате гласот мој и ако го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја, и вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на синовите израелски. Тука Вагонер поставува прашање, кога Господ под Синај му вели на Мојсеј зборови што треба тој да ги пренесе на целиот народ. И ако го пазите заветот мој, на кој завет се мисли? Па до тогаш, под мојот завет, Господ мислеше на неговиот завет со Авраам, Исака и Јакова. Како е можно толку проста логика, ако до сега се што беше кажано на тема завет во Библијата, беше Божиот завет, сега и пред Аврама, и со Ноe имаше завет и така натаму, од Адама навака, но последното беше Божиот завет до Аврама, Исака и Јакова. И сега следното место под Синај им вели: ако го пазите заветот мој. Како може тоа да го разбереш дека се однесува на Стариот завет? На нешто што се уште не постоело. Кога се до тогаш под мојот завет Господ подразбирал својот завет, го подразбирал неговиот завет со Авраам, Исака и Јакова. Затоа Вагонер одговара на прашањето. Во Излез 19 глава, 5 стих, кога Господ го споменува изразот заветот мој, единствениот завет на кој што може да се однесуваат овие зборови е оној завет кој што веќе бил во сила, кој што веќе постоел предходно, Божиот завет до Аврама, со Аврама, Исака и Јакова. Ке продолжиме на ова интересно проучување и следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Ти благодариме, Господи, за Твојата голема милост, Ти благодариме за Твојот завет, Ти благодариме за времето благопријатно, времето на милоста, времето на спасението, кое што и сега не е се уште истечено, вратата не е се уште затворена. Те молиме, Господи, прости ни ги нашите гревови, очисти не од сите наши беззаконија, дај ни ново срце, нов новозаветен живот, како што проучувавме денес. И нов почеток
на почетокот на оваа нова седмица. Води не и чувај не со Твојата благодат, со Духот Твој свети, а за тоа Ти благодариме во Христово име. Амин.